Градскиот глушец и селскиот глушец. Во една скромна селска колибка, блиску една фарма, еден мал глушец си живееше скромен и едноставен живот. Еден ден тој беше многу возбуден бидејќи очекуваше посета од неговиот најдраг братучет. Го немаше видено со години затоа што тој живееше во град. Кога пристигна братучет му, селскиот глушец му приреди мошне топло добре дојде и му рече: "Сигурно си гладен како волк по толку долг пат. Приготви вкусен пикник, за да можеш да ги откриеш убавините на јадењето во природа." Потоа распоследно кебе на тревата и ги принесе сите вкусни јадења што ги беше направил, па се насмевна задоволен. Меѓутоа, градскиот глушец не беше воодушевен од менито кое братучет му го приготвил, затоа што беше зафатен со ишкање на мравките кои ги нафрлија на храната. По кусо време рече: "Братучет, а наместо да живееш меѓу мравкиве, зошто не се преселиш во градот? Ке живееш во удобство и во луксус." Деновите си врвеа, а селскиот глушец постојано мислеше на она што му го предложи братучет му. Никогаш не бил во градот и беше мошно и љубопитен. Зар градскиот живот навистина е толку добар? На крајот, малиот глушец реши да оди и да го посети својот братучет. Си ја спакува торбата и пред да отиде намина да се збогува со своите пријатели од фармата. "Блазе си ти, ќе видиш колку убав живот ке имаш таму," рече некој. Другите па го предупредија: "Кога оставаш старо за ново, знаеш што оставаш, но не знаеш што те чека." Меѓутоа, селскиот глушец беше цврсто решен, па замина на пат кон градот. Градот со сообраќајниот метеж и бучавата беше многу поразличен од селото. Малиот глушец се исплаши дека можеби ќе се изгуби, но за среќа братучет му дае прецизни упатства, па така тој стигна на целта без никаков проблем. Кога ја виде огромната куќа на братучет му, подзина. "Добре дојде, чувствувај се како дома," му рече градскиот глушец. Потоа го одведе братучет му од село во кујната и запреа пред еден креденец преполн со најразлични деликатеси. Кашкавали, шунки, джемови и секакви сладки. "Избери си што сакаш," му рече. Селскиот глушец се нафрли на најголемото парче кашкавал и грицкаше со восхит. Арно ама, ги чекаше едно непријатно изненадување, бидејќи додека беа зафатени со плячкосување на креденецот, домашната мачка Кришун ги гледаше со непријателски намери. Педа по педа, мачката им се прикрадуваше. Токму кога се готвеше да го зграбчи градскиот глушец, селскиот глушец се забележа и ограбна првото оружје што му беше при рака – вилјушка. Москавично ја забоде во шепата на мачката, а таа мјаукна толку стравотно што на глувците им заледи крвта во жилите. Двајцата глувци ја искористија шансата да избегаат и почнаа да трчаат без да запрат се додека не се најдоа надвор од градот, на патот кон селото. На крајот братучетите се согласија. Животот на село е многу подобар. Луксузите и удобствата се ништо без мир и спокојство. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете од што бегаа глувците или која приказна сакате да ја чуете следна.